Добар ден, почитувани! Балканската рута за мигранти кон развиените земји на Европската Унија се чини како повторно да се активира годинава. Србија со незиниот безвизен режим по се изгледа е најпогодената, бидејќи само мал број од нив аплицираат за азил во таа земја. I'm coming from Burundi. Yeah, I just wanna visit in Belgrade, the city of Serbia, just for the couple week, and then I'm going back home. Our tourist purpose, ma'am. You see temples, see looks place, and church, and buy some stuff. 25-годишниот Кумар, работник во супермаркет од Индија, пристигна во Србија со лет од Турција. Авионот бил преполн со луѓе од Африка или Азија, на кои не им е потребна виза за влез во Србија. Прашањето со безвизниот режим на Србија ја вознемири Европската Унија, бидејќи го зголеми миграцијскиот прилив низ Балканот на луѓе од Блискиот Исток, Азија и Африка. Во српски прифатен центар во близина на јужната граница со Северна Македонија, група од неколку десетици луѓе трпеливо чекаат да бидат регистрирани. Тие поминале преку илегални патеки од Северна Македонија. Some people, he go to car, he pay the money. Some people, he not have money, he go to GPS. Some people, he go to Bosnia, and then he go between Bosnia and Croatia and take car, train sometime, and then go to Slovenia, I think, and go to Vienna. Maybe go to Italy. Yeah, if you don't have money, so no, you cannot cross any border. This is problem. And you know anybody say you okay, you go without money. Слободан Савовиќ, координатор на кампот за прифаќање бегалци, вели дека остриот нагорен тренд започна пред околу 2 месеца, додека повеќето пристигнување од југ остануваат луѓе од Сирија или од Авганистан. Велики je porast migranata u odnosu na prošlu godinu. To je počelo pre nekih meseci i po 2 dana. Svakog dana imamo od 100 do 300, 400 novih migranata. Dolaze svakodnevno i u svako doba dana. Uglavnom su to ljudi iz Sirije i Afganistana. Тие, како што вели, успеваат да стигнат до Западна Европа за неколку недели, пред се со помош на шверцери и развиени шверцерски активности, кои сега ги жнеат плодовите на бариерите и ограничувањата на границите, пред се на српско-унгарската граница. Северна Македонија, низ која поминува дел од Балканската рута, исто така годинава бележи раст на бројот на спречени илегални минувања во однос на лани. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски за Радио Слободна Европа сепак вели дека има големо намалување во однос на 2020 година. Ова година имаме зголемување некаде за периодот од јануари до крајот на септември, за зголемување некаде за 7%, ако споредиме во однос на минатата година. Некаде околу 22.806 обиди до денеска практично имало на илегална миграција. Меѓутоа, намалување е некаде за 27% ако го споредиме периодот во 2020 година и 2022. Тоа значи дека сепак Северна Македонија како држава во регионот не е многу атрактивна за преминување, заради тоа што добрата поставеност на Министерството за внатрешни работи на целата територија на државата допринесе да имаме сериозно зголемување на откривачката дејност. За разлика од тоа што сме имале, да речеме, минатата година, имаме двојно зголемување сега, отколку што била минатата година. Тоа значи дека поголема ефикасност во откривањето на криумчарење на мигранти, на лица кои што пробале да бидат прокриумчарени. Најголемиот дел од нив се со потекло од Сирија, иако се јавуваат и од Пакистан, од Мароко, и имаме и од Индија, во овој момент и Авганистан, што се уште се активни. Зоран Дранговски од Македонското здружение на млади правници вели дека од затворањето на така наречената Балканска рута
Македонските власти секоја година откриваат од 20 до 40.000 мигранти. Овие бројки кажуваат единствено дека државите од Европа, и вклучително и Македонија, кои што ја затворија неофицијално балканската рута, не може да ја затворат таа рута, не заради тоа што таа рута со зголемен број на полициски службеници не се добезбедува доволно, туку затоа што таа е рута која што е избрана од самите мигранти. И таа рута е избрана затоа што е се уште најбрзата, најбезбедната рута да се стигне до земјите на Европската Унија. Имајќи ги предвид бројките на странци кои што пристигнуваат секојдневно во Грција и случувањата во земјите од регионот, не постојат изгледи дека оваа рута набрзо ќе престане да биде атрактивна и ќе престане да биде избор на самите луѓе со цел да влезат на територијата на нашата држава. Дополнително и самиот факт што Македонија, Србија и другите земји на рутата не се дел од Европската Унија е на некој начин олеснителна околност за самите мигранти, затоа што на тој начин нивните податоци не се споделуваат со системите за регистрација како Евродак и другите системи на Европската Унија. Па така и тие самите не може да бидат вратени во Македонија само заради тоа што остваривале влез. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Довидување, почитувани.